планира вистински спортски настан за сите љубители на спортот. Деталите утрово ќе ги дознаеме од еден од организаторите, Александар Кираджиев. Александар, добро утро. Драго ми е што ете пред денешниот настан одвоивте малку време за нашата екипа и да поразговараме за оно што ќе се случува во текот на денешниот ден. Добар ден и од мене и благодарност по не знам кој пат до Македонска телевизија, до тебе Ани за присутноста на секојаш несебично споделување на нашите спортски активности. Во моментов се наоѓаме на кампусот на Факултетот за безбедност. Јас како дипломиран на Факултетот за безбедност за лечната 2009 година, некако сум емотивно врзан за така некои спомени, евоцирам во овој дел и ме врзува и особено задоволство и чест ми е да бидам дел од организаторите на овој денешен настан, односно универзитетска трка и фрка. Ќе објасниме нели што тоа значи. Да, зошто го одбравте овој наслов? Трка ко трка, нели атлетска трка, да на некој начин да дадеме импулс на студентите, на вработените, на сите дека треба нели да се занимаваат со спорт, спортски активности, а фрка како нели под наводници фрка затоа што после атлетската трка имаме и спортски активности во вид на игри кои што нели после ги одмеруваат силите учесниците и така го правиме како го обогатуваме настанот плюс. Каква е агендата за денешниот настан? Во 11 часот имаме загревање со сите учесници заедно со Фитнес with Бибица, односно Билјана Кираджиева, мојата сопруга. Веднаш непосредно после тоа, да речеме некои 10 минути, започнува и главната трка. Во моментов кај што се наоѓаме, да речеме непосредно тука и самиот старт, околу целиот кампус кругот е 1200 и нешто метри, односно два круга кои што чинат 2,5 километра. Веднаш после тоа го имаме и делот во наводници, како што реков, фрка. После тоа имаме нели дружење катче со диџеј, доделување на награди, дружење, разменување на импресии и така. Колку е долга трката? 2,5 километра, како што реков. Се надевам дека и со текот на годините, како ќе расте нивото на подготвеност кај учесниците, ќе направиме и 5 километра. Кои се ќе бидат дел од неа? Вработените во рамки на Факултетот за безбедност, односно и административниот кадар, студентите, полиција, дел од полиција и центарот за обука. Да, може да забележиме веќе во позадина, можеби дел од оние кои што ќе настапуваат. Тешко ли беше да се организира еден ваков убав и голем настан? Предизвик не може да се рече тешко. Јас го работам баш она што го сакам и мене ми е огромен предизвик. Ќе имаме во продолжение еве се Алинковски се пуштаме, меѓутоа ќе имаме секвенција од трката, како тоа изгледа, во кој дел, колку е тој интересен настан и каде све поминува, например, како еден дел кој што ќе го напоменаме Хелиодромот, кој што е уникатен, ни една друга трка не поминува низ Хелиодром.